да една рунда трае као цела вечност, затоа што бил во рингот знае за што зборувам. И натаму исклучително силни удари со десната нога, лоу кикови на или ниски удари на Марија Димовска. Одлично влезе во оваа рунда, сега помалку може да тактизира, еве убава една серија, точно во гардот на противничката, меѓутоа не и дозволува да тргне во. Одлична борба, уште еднаш честитки за Марија Димовска. Реков еден прекрасен вовет во оваа вечер која ќе донесе, верувам, на многу возбудувања. А еве што следува понатаму. Според бројот на борби, Силвио многу поискусен отколку својот противник, иако се тука врсници, но ќе има Вук Митровиќ предноста во височина. Но во секој случај одлични настапи во својата кариера, 48 победи со нокаут од вкупно 60 победи, 5 порази. Пренесува на телото, значи. Ако може да забележат како изгледа десната рака на Точно, да. на противникот, еве сега една прекрасна комбинација на подот е Вук Митровиќ, овој пат ќе му се брои. Прекрасна комбинација. Мислам дека ќе го доврши сега. Сега хај кик во главата на противникот. Ќе продолжи, ќе остане на нозе, но мислам дека е веќе многу близко крајот на борбата. Има уште 40 на секунди. Категорија до 71 кг, не може. И еве одново со Варадинова, Македонија. И една од нашите поискусни надпреварувачки, Варадинова, 23 години, 110 победи, 37 порази во кариерата, 10 пати завршувала. Еден лоу кик, фронт кик. И сега една размена, меѓутоа налета на контра. Мора да го подигне гардот во овие налети на противничката, да се заштити. Па тоа, ако се приметил моце во вака една дисциплина, гардот е малце изразито понапред, за разлика од лоу кикот и Со сини ракавици, Нелсон Узир, нашиот кикбоксер. Фантастичен напад, ова е тоа што е атрактивно во дисциплината К1. Две рунди во кои покрај се чинам дека Узир е поквалитетен. Поквалитетен, да, ја води борбата, ја движи во насока он како што сака, со оглед на повредата, значи он го диктира темпото и едноставно доминира до сега. И одлични овие високи фронт. Наследникот на председателот на федерацијата, синот на Дејан Митровски Урко, 18 годишниот Максим Митровски, 8 победи, 2 пораза во неговата кариера во црвениот агол, во синиот. Гума за забите. Добро поставен гард. Ги одбива нападот на противниците. И ова беше моментот кога преку раката на Павловиќ. Еве, уште еднаш. Обид за колено. И тука е крајот, мислам дека и во оваа борба нема дилема. Заврши првата борба со победа на надпреварувачот од синиот агол Максим Митровски, Македонија. Со резултат 3:0. Одлука на судиите.
8 стегачи обично. Крај на првата рунда. Крај на првата рунда. Се обиде да возврати Александар Милошевиќ. За разлика од досегашните 3 рунди по 2 минути. За нијанса подобра техника прикажа поискусниот Сакаш, но ова е само вовет во овој меч. Мислам дека доправа. Очекуваме од Александар Милошевиќ да го видиме неговиот квалитет. Таа комбинација што се обидуваше, иако чинам дека 60-40 на или во полза на Сакаше оваа прва рунда. Во меѓувреме од Зоран Бачулов во синиот агол добива Милошевиќ совети. Во глава носи едни поени, удар во тело други поени, удар со нога во глава, значи носи повише поени. И зависи све, значи, од техниката. И Димитар Ѓорѓиев, човекот кој во изминативе 10 на 15 години остави голем белег во македонскиот спорт. Успе да се заштити Ѓорѓиев. Меѓутоа сега не. Сега не. Ова е тоа за што говорев пред малку. на секунди само да издржи. Меѓутоа нема да може. Нема да може. Различен е Димитар, штета за големиот борец. Ајде да видиме, го чекаме гонгот, меѓутоа тешко ќе минуваат овие 25 секунди. Ќе се обиде да остане на нозе. Прими еден сериозен десен директ во главата и тука е крајот чинам. Ќе му се брои повтор пат. Во меѓувреме изминаа 3 минути. Крај, да. Така да, аматерски не се такмичи, не. Во аматерскиот ринг постигна се што можеше да се Све што постигне. може, да. На прворуч од црвениот агол Никола Милковиќ од Србија. Победа на Милковиќ, што и беше за очекување, јасно по неговата доминација. Се гледа радоста